Почитувани, уште еднаш добар ден и добро ни дојдовте во програмата Радио што се гледа. Како што ветивме, еве и така исполнуваме. Го имавме во разговор министерот за земјоделство Цветан Трипуновски, со кој што разговаравме преку интернет. Следниот пат, како што ветивме, ќе биде тоа во живо во студиото на Радио Пела, но затоа пак тука со нас денеска е Кире Ристевски, председател на Сојузот на тутунски издруженија на Македонија, со кого што ќе поразговараме околу оние прашања што се актуелни во моментов поврзани со откупот на тутунот, но уште повеќе прашања што се поврзани, најавени во однос на законските измени во Законот за тутун и тутунски производи. Добар ден и добро ни дојдовте за прв пат во нашето студио. Навистина, актуелна тема која што секоја година во овој период ги раздрмува, ќе речам, Прилепчани, но и цела Македонија, а тоа е откупот на тутунот, бидејќи откупот на тутунот представува навистина еден процес кој што е многу важен за земјоделците. Само да напоменеме дека се вклучени директно или индиректно некаде околу 20.000 семејства во оваа земјоделска гранка, кои што овој период сакаат на некој начин да си ги повратат инвестициите што ги давале цела година во тутунопроизводството. Министерот напомена дека динамиката е интензивирана од кога цената се покачи за 25 денари, но не е само тоа. Јас би сакала да поразговараме во сегментите за тоа како се движи откупот, дали имаме нови податоци, например до вчера, заклучно со вчерашниот ден, колку дневно се откупува тутун во откупните пунктови, каде што вие пак како Сојуз имате ваши повереници и го следите тој процес, така речи, од час во час? Прво да кажам, тутунот е бренд на Прилеп. Односно, Прилеп е бренд во Европа и во светот за производство на ароматичен и квалитетен тутун. Динамиката на почетокот на оваа година беше малце затегната, така да калкулираја и откупувачите, меѓутоа и производителите. Немаше некоја динамика, и точно вонредниот откуп го отворија компаниите на 18.11.2024 година. Со тоа, да речем, првите неколку дена динамиката беше слаба. А тоа се однесуваше околу висината на цената. Со подобрување на временските услови за домашна манипулација и со макротрпни разговори со премиерот, со министрот за земјоделие и ние како Сојуз успеавме да дојдеме до една солидно покачување од 25 денари на килограм тутун, и тоа само за првата класа. Тоа се случи само за првата класа, и тоа што тутунот во моментов се откупува само за прва класа. Од почетокот почна некои компании да откупува и втора класа, меѓутоа видео дека ја направи превид дека има грешка и после тоа почна да се откупува само на прва класа. И таа корекција, да речем, на цената добре дојде за тутунопроизводителите и со тоа се зголеми уште поголема динамиката на откуп, така да дојде до дневен откуп негде околу 1.000.000 килограми. Значи, практично сега секој ден се откупуваат по 1.000.000 килограми дневно на ниво на цела територија на Македонија. Да, во моментов се откупува она, со тоа, да речем, сега за празникот за Свети Никола ќе падне динамиката на откуп негде на околу 500 тона дневно. Меѓутоа, после тоа очекуваме пак поново да се врати динамиката да откуп од 1.100.000 килограми дневно. Тоа би значило, според оваа динамика, до крајот на годината, значи остануваат уште десетина дена да се откупи целокупното производство на тутун, кое што, еве, според проценките се движи до максимални 17 милиони килограми. Па со знанијата наши на теренот, да, со оваа динамика на откуп по 1.000.000 и нешто килограми дневно, очекуваме ние да се заврши до крајот на месецот. Можна да остана некои количини на тутун, тие што беа последни берени, што ги има практично, што ги има се уште по скелината. Така. Јас би сакала да се вратиме во однос на тоа како се одвива откупот и колку е тоа позитивно или негативно што се откупува само во прва класа, како што рековме, но од друга страна, дали тутунарите и вие, оние повереници кои што се од Сојузот на тутунски издруженија, има забелешки во однос на
одбитоци при откупот на вагата. Дали има одбитоци, бидејќи памтиме години кога навистина голем процент од она што се проценува на вагата па оди на влага или оди на песок или не знам одредени други одбитоци кои што се правеа. Дали годинава е тоа така? Ќе зборнам нешто јас во името како тутунопроизводител, меѓутоа и како агроном. Со многу работи не се сложувам со ова динамика на откуп, купување само на прва класа. Ради тоа што годину да знаеме и да треба да го испочитуваме самото растение, ради тоа што тоа си има секоја берба, секој ливче си има одреден квалитет. И врз основа на тој квалитет треба и да го купуваме, односно да го продаваме. Да, така треба да биде и се знае како оди според верификацијата на мострите и вие како агроном сигурно повеќе го знаете тоа дури и од тутунопроизводителите. Најмалиот процент од растението оди во прва класа. Така е, да. Значи, негде рандемано на тутунскиот страх, негде околу 20% е прва класа, 60% е втора класа и 20% е трета класа. Да, тоа ако се цени според рандемано. Да, спрема рандемано и спрема мострите кои ги заберуваме во Институтот за тутун. Тука се подписници Министерството, откупувачите, Институто и Сојуз. Да напоменеме дека навистина е голем и комплексен тој процес во однос на верификација на мостри кои се учествува таму. Тоа секоја година се прави нели во Институтот за тутун во Прилеп и практично се земаат мостри кои што биле од минатата реколта за да се знае што е прва класа и докаде може да се оди за прва, за втора, за трета или дополнителните класи кои што се потоа или со најниска цена. Зошто ова го говорам? Затоа што ми се чини дека подзаборавивме како Прилеп, а тоа е навистина штета, дека треба да се цени квалитетот пред се, односно класната селекција на тутунот при откупот. Што значи тоа? И дали вие, како тутунопроизводители и како Сојуз на тутунски здруженија, ќе го имате во предвид во разговорите кои што ќе ги правите за законските измени што еве се најавуваат веќе за наредната реколта? Први да ви одговорам на прашањето кој се учествува во верификација на мострите. Значи, за верификација на мострите учествува Институтот за тутун, Министерството за земјоделие, Инспекторато, Земјоделски инспекторат и Сојузот на тутунски здруженија и представници од откупувачите. Значи, таа е комисијата што ги верификува мострите. Второ што прашавте за квалитето, за одржување на класна берба, проценка на класи, со сето тоа се сложуваме да и правиме напори, значи по завршувањето на оваа реколта, значи одма после тоа да седниме на иста маса со откупувачите, со Министерство за земјоделие и ние како Сојуз да ги вкрстиме аргументите, да пред почетокот на новите договори да излеземе со јасни критериуми, цена, кои класи ќе се откупува. Колку тука може да помогне науката, бидејќи Институтот за тутун секако е единствена институција која што би можела да помогне во однос на регулирање на таа производна цена, која што е многу важна заради економската оправданост на оние што произведуваат тутун, од една страна, а од друга страна, сигурно вие како долгогодишен работник во оваа сфера, агроном по струка, тутунопроизводител, ги знаете тие пресметки, како би одело тоа за да се направи една на крајот на краиштата пресметка според која што ќе може реална цена да се даде за бербите по класи. Институтот исто е една алка од Синџиро за тутунопроизводството и најмногу треба да ги црпиме нивните сознанија за квалитет, квантитет на тутуно, кои сорти се бара во светот, кои се најдоминантни во светот за производство. Така да соработката со институтот секако ќе биде продолжена на сите нивоа. Меѓутоа мора едно да разбериме дека и ние како производители, ние како Сојуз и Министерството и откупувачите треба
да си ја призна грешката од купувачите за овие последни 2 години начинот на кој го врше откупувањето. Значи тоа мора да го искоригираме и да дојдеме до задоволство, заемно задоволство и на производителите и на откупувачите. Да, за да не сгасне овој сектор, би рекла, бидејќи навистина, како што и сами рековте во една прилика на една пресконференција, доколку ова е пресудно, че нам оваа година, наредна реколта, доколку јасно нема критериуми во однос на откупот и цените, тогаш сигурно ќе се намали уште повеќе производството и ќе нема кој да произведува. Тенденција е наша ние да го задржиме и да го зголемиме производството на тутун. Ако не успееме во тоа, значи ќе губат и производителите, меѓутоа губат и компаниите. Ајде сега еден предлог ваш во однос на тоа, согледувајќи ги цените на производство од годинава. Колку би била според вас од до одредена рамка за цена за прва класа откупен тутун за договорите кои што би се склучувале за година? И втора класа, и трета класа, како би се движела таа динамика во однос на цените по класи? Најдобро цените ги осликува квалитетот на тутуна. Така да во секој случај, значи мора да има корекција на тутуна. Зависно од тоа која корекција ќе биде, пак зависи многу од квалитетот. Може да се случи да имаме многу квалитетна година, како оваа година, да речеме имаме добар квалитет на тутуно. Може да се случи во временските услови да не биде добра полза за тутуно производство, да биде со лош квалитет, така да цената сега во моментов неблагодарно да ја коментирам, ради точно да викам многу фактори треба да влијае, инфлација, потрошен материјал, репроматеријалите, зголемување. Значи сето тоа треба после завршен откупот со откупувачите, со министерството, со ние како сојуз да ги вкрстиме овие податоци и да најдеме заедничка цена. Меѓутоа во секој случај ќе биде повисока него годинашната. Јасно. Прашање што се однесува до субвенционирањето од страна на државата. Долги години се знаеше колкава е субвенцијата, но одеднаш нели се направи измена, па повисока субвенција за овие 2 години при откупот на тутун државата да дава 100 денари од килограм откупен тутун. Сметате ли дека ова е доволен поттик од страна на владата и министерството и вклучувајќи го и субвенционирањето и по единица површина кога се зема во предвид зелена нафта, нели? Дали треба толку многу, според мене, државата да субвенционира или пак да се даде акцент на цените кои што ќе бидат содржани во договорите, а државата да има, да речеме, помала субвенција? Зошто се важни субвенциите? Важни се субвенциите да точно да успееме да го задржиме производство, значи да си го задржиме, да си ја задржиме работната сила на полето, да има кој да го работи и кој да произведи. А со самото тоа, чим има кој да го работи и да произведи, значи сме добиле економски бенефит. Значи ни се исплатил тутунот како нас, како производители и откупувачите. Тука си го најдува и државата својот бенефит, ради тоа што со извозот на тутун и државата има добар економски бенефит. Така да јас мислам дека треба да продолжи на субвенционирањето на тутуну, меѓутоа еве годинава имавме новина, да речеме, се зголеми субвенцијата по површина и зелена нафта. Тоа е за прв пат субвенционирање за тутун производството, значи по површина и зелена нафта, со тоа да сакаме да поттикнеме, значи поголем развој и да го зголемиме самото производство. Така, тоа би било, еве модерно кажано, фармерско производство, значи големи површини, но да се добие добар квалитет кој што ќе биде добро платен, за да биде како еден вид на економски сектор во кој што ќе се вклучат и младите. Да, во секој случај фармерско производство, меѓутоа не ги забораваме и посетните производители на овој квалитетен тутун. Јас ви благодарам за разговорот и се надевам дека повторно ќе ни бидете гостини и ќе разговараме за убави теми, а тоа пред се значи дека овој земјоделски сектор
би вклучил повеќе млади луѓе кои што ќе најдат свој бенефит да работат и да заработуваат, а не да бидат третирани како социјална категорија. Благодарам на поканата, ви стом на располагање секој време, а инаку и ние сме за тоа сме овде за да го задржиме производство, да го задржиме производител и да опстоиме овде да ја опстаиме како култура и да го продолжиме брендо на Тип Прилеп, на градот Прилеп, на Тутуно, не случајно е градот на Тутуно. Јасно. Благодарам.